Сосема соодветно за да стартуваме убаво позитивен хаос и кај нас се случува секогаш, ама тоа нема да ни дозволи да или да не спречи да бидеме продуктивни и да ви ја пренесеме всушност и оваа тема која што доаѓа од представниците на USAID или конкретно за проектот кој што ќе говориме или ќе ни биде тема на разговор во оваа наша утринска тема, представување на проектот на USAID за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите и поддршката на општините за јакнење на општинските надлежности. Во телефонскиот разговор кој што го имавме со нив во текот на вчерашниот ден или подошно или со господинот Бардул Марко и Наташа Николовска-Станковиќ, рековме ова е во зародиш една приказна и проект, па токму затоа имаме неколку фотографии кои што ќе послужат како илустрација и на дополнување на оваа наша телевизиска приказна. Инаку да, со нас во студиото ќе имате прилика да си уживате во нивната енергија. Бардул Марко, директор за финансиска самоодржливост при проектот на зајакнување на капацитетите за искористување на ресурси, Наташа Николовска-Станковиќ, директор за комуникации на самиот проект. Добро ви утро. Ве расположивме? Да, добро утро, добро ве најдовме, прекрасно. И со јога, и со смути, и со музика, плюс и кате. И учествувавте малку и во песната која што ја имавме за избор ова утро. И сега сме веќе подготвени да позборуваме за оно за кое што всушност и дојде некако наши гости во утринската програма и во продолжение верувам дека со разговорот кој што ќе го направиме ќе ги информираме нашите гледачи за проектот како што е неговото представување во следните минути. Проектот на USAID за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите започна од неодамна. Веќе сте во првата година од спроведувањето на проектот и би било добро да кажеме која е целта која што има овој проект и како се реализира оваа поддршка кон општините. Благодарам за поканата. Навистина е чест и задоволство да се биде ваши гости. Имајте во предвид колку сте гледани, колку сте позитивни, така да ни дава мотив да доаѓаме тука и да го презентираме проектот кој што Следен пат со јога ќе ве пречекаме во студиото. Одлична идеја. Ние сме спремни за вакви иновативни пристапи. Јас реков и брза помош да обезбедиме. Не се киде Бардул, ако се случи иако мислам дека сосема добро ќе ви дадат јога веќе. Супер. Како што кажавте во најавата, проектот на USAID за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите е во првата година од собственото постоење. Започнавме од неодамна, од почетокот на јануари 2021 година. Проектот е финансиран од Американската агенција за меѓународен развој USAID во Република Северна Македонија и USAID во Републикава всушност постои од многу одамна. Поддршката која што ја дава во Републикава е некаде околу 30 на години, од 93 година па до денеска и нормално продолжува и понатаму и поддршката која што ја дава е во различни области, дали во областа на демократијата, економскиот развој, образованието, така да нашиот проект кој што денес имаме чест да го представиме тука е од областа на поддршката на општините. Мислам дека е многу важен сегмент. Јас секогаш велам дека и важна и таа децентрализација кога се случува нели по градови во Македонија, меѓутоа и стимулација на општинските делови од една заедница. Така. Проектот, како што кажав, значи е во рамките на USAID, кој што имаме чест овие денови да празнуваме 60 години од основањето на Американската агенција за меѓународен развој, така да се одбележува еден фин јубилеј. Јубилеј, да, на светско ниво. Така да, во однос на проектот би кажала дека основната цел на проектот е мерливо зголемување на приходите што ги имаат општините, како резултат на сопствените извори на финансирање, меѓутоа и зголемување на нивниот пристап кон надворешни средства на финансирање. Дали се тоа од областа на донаторски фондови, кредити, заеми, пазари на капитал, меѓутоа и управување со тие јавни финансии, се со цел граѓаните, ние како даначни обврзници да имаме подобри услови за живот, да имаме поразвиени општини и нормално поквалитетни услуги. Како тоа ќе го направиме? Проектот во наредниве 5 години има за цел и сака да работи со сите општини во Републикава. Меѓутоа, имајќи во предвид ресурсите кои што ги имаме располагани и самиот капацитет и нивото на развој на општините, кои што знаеме дека не се сите на исто ниво од оправдани причини, ние сме тука за да им помогнеме во зголемување на тие капацитети во следниве области. Како да прибираат сопствени приходи од аспект на даноци, такси, понатаму како да пристапуваат да земат нови средства за финансирање од различни донаторски агенции или од други извори на финансирање со цел да имаат повеќе средства на располагање. Значи важно е да има еден реципроцитет во општините кои што ќе ги искористат овие услови, да речеме. Секако важно е да тие да се оспособат да ги зајакнат капацитетите на општинската администрација со сите овие со целата техничка поддршка која што ќе биде обезбедена од проектот за да може да обезбедуваат и да дават подобри услуги на граѓаните. Дали од аспект на образование, од социјална заштита, од инфраструктура, значи сето она што произлегува од општините, односно од надлежностите кои што ги имаат од процесот на децентрализација.
Во првата година од проектот, како што нели кажавме дека сме во првата година од 5-те, работиме со 16 општини во Републикава, кои што всушност веќе се во фаза на апсорбирање на техничката поддршка, за која што подосна колега многу подетално ќе каже. Меѓутоа, многу сме среќни затоа што веќе почнуваат општините да ја препознаваат бенефитот, да го препознаваат од поддршката и веќе се јавуваат и други општини кои што сакаат да се вклучат оваа година, меѓутоа следната година ќе го прошириме овој делокруг на работа со останати 24 општини. И горе-доле ќе имаме на број прилично доста општини опфатени во целиот проект. Она кое што се надополнува или се надоврзува како прашање со кои се предизвиците пак со кои што се соочуваат општините, бидејќи се работи за проект кој што треба да даде поддршката и да им помогне во извршување на нивните надежности, би било добро да знаеме пак кои се досегашните капацитети кои што ги имаат тие за извршување на овие надлежности. Така. А сигурно секоја општина веќе надополнам Ивана се соочува со различни проблематики за кои што сигурно ви ги доставуваат како партнери, да речеме како еден формулар, па потоа нели се обработуваат или се санираат проблематиките на секоја општина. Прво, благодарност за поканата и за можноста да бидеме тука со вас денеска, да не ги повторам тоа што Наташа кажа, на вистина е пријатен амбиент, пријатно студио. Ако кажам дека еден од главните предизвици на локалната самоуправа се сепак финансиите, не сум рекол ништо, тоа го слушаме секој ден по телевизија, по вестници. Да. Но за жал мора да се признае дека тоа ќе биде еден од главните предизвици со кои ќе се соочат и новите градоначалници кои веќе седна или ќе седат многу скоро во нивните кабинети. И тоа ќе биде главниот предизвик со кој што треба да се работи, да се најде решение за соочување со тие проблеми. Меѓутоа, за среќа, како што кажа Наташа многу детално, тука е проектот на USAID, кој што ќе дава поддршка, техничка поддршка во неколку области на локалната самоуправа со цел да се подобри, да се искористат подобро тие ресурси што се на располагање, тие законски можности на локалната самоуправа за подобрување на нивниот фискален капацитет и со тоа да се намали постепено, се разбира колку што е можно повеќе зависноста од трансферите од централната власт и односно финансиската самоодрживост. Малку по-независност, да се функционира по-независно. Проектот е во прва година на постоење, има визија и цел која што треба да ја спроведе и да ја исполни, но кои се досегашните активности кои што се направени во склоп на проектот за токму да се помогне во овој поглед на Океј, јас би се надоврзал, би се навратил уште малку да одговорам на претходното прашање. Значи, нашиот проект има основна цел на проектот е да помогне на општините да се подобри фискалниот капацитет на општините и тоа ќе го направиме преку сет на активности, односно има 4 главни цели: подобрување на планирање на платата на општинските изворни приходи, подобра поддршка во подобрување на пристапот до надворешно финансирање, подобрување на процесот на планирање и реализација на буџет и се разбира активности кои што се поврзани и се спроведуваат во соработка со централната власт, односно со Министерството за финансии и локалната самоуправа во подобрување на целокупниот процес на децентрализација. Значи, без да навлезам во тие детали што значи фискална децентрализација која всушност ние ја немаме, ние имаме повеќе деконцентрација него ли фискална децентрализација, но ние се надеваме барем во рамките на тоа што овозможуваат законите, значи да помогнем на општините да го подобрат колку што е можно повеќе нивниот фискален капацитет. Бардо, сакате да кажете дека ќе се потрудите секоја општина да биде некако засебна своја приказна и да биде финансиски независна централната власт, за да може да си функционира со своите сопствени приходи и така натаму. Ние имавме еден процес уште од самиот почеток на функционирање, кога почна проектот да работи, значи ние направивме еден терк, еден систем на само оценување на општините, еден процес кој што ние го фацилитиравме, каде што градоначалниците со нивната администрација дискутира директно, отворено и во таа дискусија тие самите си правеа самооценување, нивно самооценување, така утврдува кои се нивните недостатоци, кои се нивните потреби, кои е нивниот степен на развој во нивната општина, така да
врз основа на тие повратни информации што ги добивме од секоја општина, односно од партнер општините со кои што ние работиме во првата година, ние направивме индивидуален пакет за техничка поддршка. Значи, секоја општина, зависно од тоа во кој степен на развој се наоѓа, и добива нешто поинако. Овој индивидуален пакет, значи, овозможува поддршка на капацитетите на локалната самоуправа на партнер општините, возможува поддршка во правец на подобрување на процесот на прибирање на локалните даноци, на подобрување на даночната датабаза, подобрување на процесот на буџетирање и така натаму. Значи, пакетот е различит и секоја општина има различити процеси и степени на давање на техничка помош. Кога ме прашавте за капацитетите, односно со кои проблеми, со кои предизвици се соочувате, јас реков со финансии, меѓутоа, освен финансискиот дел, ние се соочуваме и со други проблеми. Значи, во овој процес на самооценување видовме дека капацитетите на локалната самоуправа на вистина се во различни нивоа. Има огромни разлики. Прво, има недостатоци во некои општини, нема недоволен став, број на вработени. Значи дефицит од вработување? Дефицит од вработување, да. Во некои општини, например, знаеме по законот, да речеме, според законот, делот, секторот или оделение за урбанизам треба да има 3 вработени, оделение за даноци треба да има најмалку 3, оделение за финансии најмалку 2, меѓутоа ние видовме дека во многу од овие општини, конкретно во делот на финансии, има истите луѓе ги работат и даноци и финансии. Значи, тие луѓе се мултитаскинг, да. И тоа директно се одразува на апсолутно, да. Да не и тоа ми беше функционалноста или поентата. проблеми. Значи, не може истиот човек да ги работи двете функции без разлика колку е обемот на одговорности и работи. Бидејќи според законот сите општини ги имат сите исти надлежности. Значи, тие процеси на известување, процеси на комуникација, сепак се исти за сите и сега истиот човек треба да ги работи едната и другата работа. Едноставно невозможно. А тоа и непредуктивно може да влие за тука се и општини кои што имаат многу оддалечени села, па и тоа дополнителен проблем во комуникација со нивните сограѓани и така натаму, и се на се, значи, можам да кажам дека капацитетите на општините на вистина се разликуваат и не се исти во зависно од тоа, од големината на општината. Така, убаво спомена и Ивана. Кои би биле, да речеме, активностите за подобрување на самата транспарентност, да речеме, на општините, Наташа? Да, како што да се надоврзам на колега Бардул во однос на капацитетите кои што ги имаат општините и надлежностите, транспарентноста е една од клучните активности во рамките на самите општини. Во текот од самиот почеток на проектот видовме дека не сите општини на ист начин комуницираат со граѓаните. Имајќи во предвид кои се нивните надлежности, како истите се комуницираат, резултатите од работата како ја комуницираат, видовме дека не се сите на едно исто ниво. И нормално тоа не е ни за очекување да бидат на исто ниво, меѓутоа треба да се води сметка дека граѓаните треба да знаат што работи општината, треба да знаат како се трошат нивните пари, зашто се трошат истите. Така да направивме една работилница, имајќи во предвид дека со 16 општини работиме и представниците на општините и на градоначалниците, ги поканивме на една работилница, на една така наречена врсничка сесија, каде што на едно исто ниво, значи ќе разговараат за нивните искуства сегашни. Значи во смисла кој што работи, како работи на оваа тема, кој какви канали за комуникација користи, кои документи ги објавува, бидејќи според законот кој што во однос на работата на општините според локална самоуправа, тие треба да ги информираат граѓаните, дали преку одредени социјални канали, веб страници, документи, различни принтани материјали, печатани материјали електронски, меѓутоа треба да се води сметка на одредени документи кои што се законска обврска дека треба да бидат објавувани и исто да бидат лесно достапни до граѓаните. Лесно достапни, меѓутоа и лесно разбирливи. Не е само да се објави некој документ кој што може да го протолкува само некој службеник во општината, туку треба да биде јасен за мене, за вас, за обичен граѓанин, односно даночен обврзник.
Како што кажам, направивме една врзничка работилница каде што се онлайн заради нормално заради ситуацијата во која што се наоѓаме пандемијава, каде што разговара кој како работи и како може да се подобри. Свесни сме дека има општини кои што навистина имаат висок степен, односно индекс на транспарентност, за жал некои немаат така. Не значи затоа што немаат капацитети, тука едноставно заради недостиг на персонал, едноставно не може да се расплина. Тука сме ние да им помогнеме во надминување на тие недостатоци. Сега бидејќи се работи за проект кој што и во самиот проект има или за вас тоа се предизвици кои што треба да се поминат или работи кои што треба да се решат се за цел да им се помогне на општините, што е она кое што се предвидува во иднина, кои се следните чекори, следните активности, план на работа во склоп на проектот. Можем да кажем дека еве утре имаме една работилница која што ќе се однесува на планирање на општинскиот буџет. Што значи тоа? Ќе бидат поканети, односно ќе бидат присутни представници од општините кои што се релевантни за областа, луѓето кои што го работат тоа. Всушност ќе се сработи, ќе се разговара за еден прирачник на кој начин општинскиот буџет се планира, кои се предизвиците, кои се тешкотиите, кои се научените лекции до сега. Ќе се разговара за во смисла како подобро да се планира општинскиот буџет, меѓутоа да се следат правилата и регулативите кои што ги дава владата на Република Северна Македонија. Затоа што општините во тој процес не се сами. Тие се во постојана координација со централната власт, така да се надеваме дека утрешната работилница ќе даде многу едноставни практични насоки кои што ќе бидат од бенефит на самите представници на општините како полесно да го сработат тоа нормално во координација со интерните ресурси, односно со општините, а во добробит и се со цел да имаме подобри и постабилни општини. Исто така сакам да искористам приликава ако може дека на Бргу ќе имаме една активност која што е се уште во фаза на подготовка во однос на информирање на граѓаните точно како се трошат парите за данокот на имот, кој што ги како даночни обврзници го плаќаме дали регуларно на годишна основа. Сметаме дека граѓаните треба и сите ќе бидеме транспарентни да погледнеме каде одат финансиите или начите конкретно на граѓаните. Така, како се трошат парите од собрани од данокот на имот и како истите се реинвестираат во општината, се со цел да имаме подобро образование, подобри паркови, подобра квалитет на живот. Цела инфраструктура за една општина и што билите најважното образование. Имаме идеја тука да оставиме некој процес на конкурентност, да речеме, не знам дали ќе биде, не знаеме се уште дали ќе биде прифатен од општините, на пример, од дел од општината која што е подобар плаќач, можеби да дадеме поеќе придонес нивните средства да одат во инвестиција, да ги мотивираме. Можеби една убава позитивна борбеност ќе се има на рингот кој ќе биде многу подобар во конкуренцијата секогаш е здрава, така. Да, па се надеваме дека тоа ќе успее. Но јас уште мал дел би сакал некоја као порака на градоначалниците, на новите градоначалници во овој контекст, пошто знаеме дека веќе седна или ќе седнат во нивните кабинети. Значи, претходниот состав на градоначалници цело време инсистираше на барање со зголемување на процентот кој што се дели се трансферира во локалната самоуправа од 3 на 4,5, па имаше барање на градоначалниците дури до 11% од тој процент на ДДВ да биде префрлен на локалната самоуправа. Владата на Република Северна Македонија преку Министерството за финансии најавува процес на зголемување, на постепено зголемување на овој дел од колачот на ДДВ. И тој ќе биде зголемен најверојатно до 6%, меѓутоа овие средства нема да бидат да префрлени туку така анблок. Ќе се бара на вистина вклучување и поддршка и мотивирање, ангажирање на градоначалниците и на локалната самоуправа. Значи ќе треба да работат добро, да ги соберат нивните приходи од сопствени извори, бидејќи тоа ќе биде еден од условите кој што ќе биде побаран од централната власт за да добијат дел од тој зголемен постепено зголемување на средствата од ДДВ-то. Супер. Бардул, Наташа, ви благодарам. Едно убаво заокружување на оваа тема. Честитки за проектот кој што е во зародиш. Веруваме долготрајност на истиот проект и секако ќе информираме понатаму стимулирање на општините. Активностите и резултатот кој што ќе видиме од самиот проект. До следното видување, останете во добро здравје, се разбира.